навистина ми е драго да сум тука. Како прво да ви честитам на сите вас за ова 25 годишнина, што пете 25 години сте светлина тука во Неготинот. Нормално да му благодарам на пасторот и на Даниел за тоа што имаа срце да дојдат тука, но и на сите вас. Така знаеме дека не е лесно да се биде светлина, не е лесно да се обстои толку време, не е лесно да се поминуваат толку многу битки, но малку Горан што ми каже дека имаше многу организации, полна сала, значи луѓето и тоа како го препознаваат тоа што го правите тука. Колку и да многу пати се спротивставуваат на тоа што спе, нели? Знаеме сите што поминуваме дека тешко е прифатено нешто како нова вера, нели, нововерци или било како да сме наречени, но стално имам забележано во животот дека луѓето го забележуваат тоа. Тоа што сакам да кажам е едно охрабрување за сите вас, барем нешто јас што имам забележано и Господ што ми го кажа, дека и да не прифаќаат тоа што сме, колку и да не мислат дека сме права црква или било како, со самото тоа што сме, што ги имаме Господ во нас, што ги имаме Исус Христос во нас, со самото наше постојање, делување, работење, начинот на кој што размислуваме, начинот на кој што се грижиме за другите, секогаш на крајот останува нешто во луѓето. Колку и да го фрлат, јас имам забележано, луѓето кога имаат проблем, нели, барем во околина кој што јас ги знам, не доаѓаат кај тие блиски пријатели кои што си прават таму, дали некои си озборувачки муабети, него во тие моменти баш доаѓаат кај некој христијанин. Сигурно ги имате тоа забележано, дека светлината не може да се сокрие. Иако кажувам, имаме доста предрасуди во нашето население, во општеството, верувам дека во Неготин исто е така, но светлината не може да се скрие. И луѓето ја гледаат, не може да не ја видат. И баш во тие моменти се гледа и верувам дека ова прослава која што имавте дека е една убава потврда на тоа дека луѓето знаат дека има нешто повеќе во вас. Една тема која што Исус многу често ја повторуваше, или една фраза која што многу често ја повторуваше, и тоа е за важноста од слушањето. Или како што можеме да видиме на темата колку добро слушаме. И нели можеме да речеме сите, ако би се запрашале самите себе си, дали јас сум добар слушател, за себе најверојатно ќе си одговориме сите дека да, слушам што ми кажуваат. Нели јас барем испитувајќи се себе си и барајќи од Господа да ми каже дали јас сум добар слушател, и некако прво ми дојде се разбира дека добар слушател сум, слушам кој ќе разговараат со мене. Ако ја прашате сопругата, малку поинаку ќе мисли, особено кога ќе гледам филм, таа нешто ми зборува да. Но Господ Исус Христос, уште на почетокот од службата, уште тоа кога почна да им говори на луѓето, уште кога почна да делува измеѓу нив, да прави чуда, да ги поучува, почнуваше да каже вика кој има уши, нека чуе. Значи не зборуваше тука за физички уши нормално, или некои што не слушаат физички, него знаеше дека ние луѓето по природа сме малку тешки за слушање. Знаеше дека некако не ни баш оди најдобро. Сите повеќе сакаме да искажиме тоа што имаме, да се направиме паметни, да мислиме дека ние подобро знаеме. Јадам мислеше така. Јадам мислеше дека знае подобро од Господ. Првиот грев беше непослушност. И тој грев, таа особина си ја носиме кроз целиот живот. И затоа Исус многу пати напомнуваше кој има уши, нека слуша. Во Откровение исто кога зборува на црквите во Азија, им вика кој има уво нека чуе што им зборува Духот на црквите. Во целата Библија можеме да најдеме дека многу пати и со многу големо
сериозност зборува за слушањето. Исус, како што рековме, многу пати му го напоменуваше тоа кога зборуваше со луѓето. Тоа се разбира дека луѓето го слушаа кога им зборуваш, нели посебно Исус сите одеа кај него за да го слушаат, но тој викаше слушајте. Слушајте. Немојте само да слушните и да одмине. Слушајте. За некој да слуша, за некој да слушни и разбере, треба да има како прво отворено срце за тоа. Како што кажав, многу пати ние луѓето знаеме да видиме па што има тој да ми каже, јас знам, или не сме дочекале некој да ни докаже, ние веќе имаме мисла што би му одговориле. Дали е тоа слушање кој што Господ го бара од нас? Дали е тоа слушањето кој што Господ го сака да го имаме? Јас сум убеден дека денес луѓето, ние како луѓе, јас исто така кој се, некако не ја разбираме колку е голема, колку е важна работа слушањето. Колку е важно да слушаме. Има еден збор на англиски се вика teachable, на македонски не знам дали би со еден збор би го преведиле, но pouчлив е една од работите. Човек кој што е спремен да биде ученик, човек кој што лесно може да се научи. Не дека е попаметен, тие луѓе не се попаметни, него тие луѓе се спремни да бидат научени. Тие луѓе се спремни да примат нешто, спремни се за нешто ново. Можам да речем, за жал, во нашата Македонија, во ова поднебје, многу сме се знајковци, многу се знаеме, така што јас да викам електричарот да ми врзи дозната, јас ке си ја врзам. Или како што има тие видеа, пали си елицата, течи чешмата. Такви многу се знаеме да се видиме ние, нели? Се да знаеме и окей, може би знаеме многу работи, но потребно е да бидеме луѓе кои што се поучливи, кои што сакаат да научат нешто ново. Посебно кога влегуваме во однос со Господ, посебно кога го примиме Господ. Господ вика, не може да се стави ново вино во стари мевови. Не знам, може да би сте слушнали, тие мевови биле кожни мевови кои што кога ќе се ставило виното, виното врие, може би вие што подобро знаете, тука во Неготино со вина се многу да речам имате, се правите, но еднаш кога виното ќе зоврие и мевовите ќе се подујат, толку веќе не можат да се дујат. Ако ставиш ново вино, продолжат да се дујат и веќе ќе пукнат, ќе се расипат двете. Така да, и ние кога доаѓаме кај Господ, многу пати доаѓаме со тоа, да, Господе, знам што треба да правам. Јас некако ја направив таа грешка во мојот живот и Господ ме фала на тоа, ме поучи, ме виде да кога почнав да одам кај Господ, да се приближувам кон Него, кога почнав да ми се допаѓа тоа што Господ ги има, фактички кога Господ почна да работи во моето срце, јас веќе имав план што се треба да променам и како треба да променам и што треба да правам и почнав да го правам тоа. Убави работи. Така работи кои што навистина се добри, но тоа беа работи кои што јас мислев дека треба да ги поправам и на начин кој што треба да ги поправам. И знаете што? Не одеше на добро. Имаше момент кога пукнав и викам, Господе, па што е, нели ја сакам да правам работи за Тебе, сакам да правам добри работи, зошто ми оди на полошо? И Господ ми зборуваше, ми кажа дека точните зборови, не можеш да ја градиш твојата куќа сам. Остави мене да изградам твојата куќа. Фактички го разбрав дека сето тоа јас што мислев, јас како треба да се менувам, треба да го тргнам настрана. Тоа е тоа отворено срце, тоа е тоа срце кое што сака да биде поучувано. Тоа е тоа срце кое што сака да биде да научи нешто ново, зашто старото помина, вика. И се треба да е ново. Нова облека Господ не ни даде. Не ни даде ново палто, ново джакето да се скрие старото. И многу пати ние во нашиот христијански живот дури влегуваме така. Јас си знам, ајде од Господа нешто придај ми, ти поможи ми ово. Јас си одам по мојот пат, али ти поможи ми. Не. Господ не работи така. Господ дава нов. Господ го креира патот, Господ ти дава сила да одиш,
Господ ти дава сила да ги поминиш препреките, не е само јас си одам по мојот пат и Господи те молам ти помагај ме, заштитувај ме. Многу пати нема да биде така. Исто е така со слушањето. Многу пати сакаме тоа што си го имаме, само Господ да ни придодаде нешто. Господи, сега си ја прифаќам оваа работа, ако не знам дали од тебе, ниту сум слушнал, ниту сакам да слушнам, али ти сега, Господи, помогни ми за оваа работа. Или во било кој сфери во животот, нели позначајни или понезначајни, едноставно Господ не работи така. Кога зборуваме за слушатели, тоа колку добри слушатели сме, можеме да издвоиме три типа на слушатели. Првиот тип се кажува во Библијата, вика бавни, оние кои што се бавни во слушање или тапи во слушањето. Во Евраите 5 глава 11 стих вика: за ова би имале многу да ви зборуваме, што и тешко да се толкува, бидејќи тешко сваќате. Тоа се баш оние луѓе, или многу пати тоа сме ние во некои моменти, кога, како што спомнав, не сакаме да примиме нешто ново. Господ ни зборува, Господ ни дава нешто ново, но затоа што ние сме преполни со самите себе, ние сме преполни со нашето искуство, со нашето знаење, со нашата гордост, тука нели си јавува, ти дава да чекај, ти знаеш веќе. Посебно имам забележано колку повеќе можеби, да речем, или во служба сме, или поминуваме време со Господ и веќе си викаме чекај, јас време сум со Господ, научив работи, многу работи научив, сега не мора. Да, ама и Павле, на која црква беше кога му кажува дали на коринтијаните, вика досега требаше да јадете месо, но вие уште млеко пиете. И многу пати никогаш не треба да го прерастиме тоа, дека Господ Исус треба да потполно да го слушаме и дека треба се што знаеме да ставиме на страна. Посебно ако имаме чисто слово од Господ. Ако имаме нешто чисто слово кај што ни дава Господ насоки, каде што ни дава точно како да постапиме, што да постапиме, што да правиме, многу пати тоа ќе биде различно од тоа што претходно сме искупсиле. Затоа што Господ сака да не научи нешто ново. Затоа што Господ можеби сака да не приближи, да не подигне на едно повисоко ниво на близкост, на доверба со Него. Ама ние ако се речеме, не, јас имам искуство со Господ, јас знам Господ вака работи и ќе се тераме, никогаш не треба да заборавиме дека Господ се нешто ќе ни даде ново, дека Господ ќе сака да не поучи, сака да не подигне на повисоко ниво, сака да таа близкост, тој разговор што ги има со нас, сака да го подигне на повисоко ниво и тоа ќе биде само ако имаме ние отворено срце. Ако сме слушатели на неговиот глас. Потоа вика во Библијата, вика има луѓе кои што сакаат да им ги скокоткаат ушите. Во 2 Тимотеј 4 глава 3 и 4 стих баш кажува за тие луѓе. Вика зашто ќе дојде време кога луѓето нема да го слушаат здравото учење, но водени по своите похоти ќе се изберат учители за да им ги залажат слухот. Тие ќе го одвртат слухот свој од вистината и ќе се свртат кон бајки. Ова е Божјо слово, кај што кажува нели за воиднина, ќе дојде такво време и денес можеме да видиме дека такво време е дојдено. Денес можеме да видиме дека луѓето не сакаат здрава наука. Денес дури можеме да видиме луѓето кои што се нарекуваат христијани, гледаме дека не го сакаат здравото учење. Гледаме дека си одбираат можеби New Age, некоја форма на христијанство со некои си космички сили, со нешто што е сосем надвор од разумот, нешто што е надвор од тоа што го кажува Словото, но едноставно им одговара. Може би им одговара на својот карактер. Некои може би по карактер се неодговорни и си бараат некој си свое учење кој што ќе му потврди дека е тоа во ред, нели? Живеј си го животот како што си го живееш, па еден ден кој знае што ќе биде. Или некој, многу пати дури можеме да видиме за жал и во црквите. Одат, например, луѓе прашува за совет,
но не прашува тој кој што ќе го, нели, со цело срце ќе бара од Господ да му даде одговори, помош, нели, него ќе оде кај човекот, брато, сестрата, можеби не толку зрел во Христос, кој што знае дека ќе му каже одговор кој што ќе му се допадне. Или пак ќе праша, знам јас луѓе кои што тројца, четворица ќе праша, за на крајот да слушни одговорот што сака да го слушни, нели? Баш тоа ќе му го скокот тилото, готово, христијанин ми рече дека е така и си продолжува. Но дали е тоа така, дали е тоа правилно, дали е тоа начин на кој што Господ сака да слушаме. Но секако дека најдобро е да бараме во молитва Господ да ни каже, да ни објави лично тој, дали преку словото кога читаме, многу пати нели Господ ни некој стих ќе ни го стави директно во срцето и ќе знаеме дека е сигурно тоа. Дали преку во молитва, кога имаме заедништво со него, Господ ќе ни стави во срцето точен одговор, но многу пати е од луѓе. Значи не дефинитивно знаеме, значи во времето на да не зборувам во времето пред Исус, кога имаше пророци, кога Господ му зборуваше чисто на народот свој преку пророци, но и во времето на Исус и на апостолите знаеме дека Господ зборува и употребува луѓе. Работата е кои луѓе ние сакаме да ги слушнеме. Дали оние кои што ќе знаеме дека ќе ни кажат вистината од Бога, кои што пред се тоа можеме да видиме, ќе речеме па добро, кој знам дека ќе ни каже вистината. Како прво Господ ни кажува дека луѓето ќе познаеме по своите дела, така? Не може некој што се бори, пример, кој што оговара цело време и знаеме дека е таков човек, јас се го прашувам дали е во ред дека го реков ова. Некако не држи тоа, така? Али човек кој што е на место, човек кој што знаеш дека не оговара, човек кој што има дела позади себе, веројатно многу е по-логично, по-природно него да го прашаме, така, човек кој што има направено, да речем, дела, Божи дела, нормално дека него прво би го прашале. Нормално е дека него повеќе ќе ни даде одговор, затоа што ќе го бара Господ за тој одговор. Но многу пати ние сме како децата. Нели, децата тоа е особина кој ќе сега посебно понови сме се оселена во тој свет на децата како растат и како растат гледаме дека фактички не се толку наивни и не знаат што прават, него дека многу повеќе од нас знаат што прават. Со сето тоа манипулирање, да знаат кој да го прашаат, зашто. Така, работи, пример Софија веќе има 6 години, веќе знае кое прашање да ме праша мене, кое прашање да ме праша мајка е, така. Знае кој ќе види попуслив во која област и си го прават тоа. За жал, многу пати и ние, христијаните, имаме таа особина. Не одиме кај луѓето да прашаме, да добиеме одговор кој што ние го сакаме, не правилниот одговор. И баш за тоа Библијата предупредува за тоа дека немојте да бидете така. Немојте, како кажам, дури ако сме христијани, нели, ако сме наново родени, тие опасности демнеат секако. Затоа Господ му кажуваше на учениците, на луѓе кои што разбираат, слушајте. Значи важно е да слушаме. Не сме научиле нешто сега и дека тоа ќе ни траи цел живот. Не е дека еднаш сме се новородили, сме почувствувале Божјата љубов и дека тоа ќе ни траи за цел живот. Не. Дали родител сака детето да го слушне само еднаш во денот и да си прави после тоа што сака? Не, родител сака да има комуникација со своето дете. Сака да му кажува на опасностите, да го поучува, да може да расти, нели, ментално, физички, во било кој смисол. Значи така и нашиот Татко Небесен. Тој сака да не растем, не за џабе сме деца Божи, не е тоа деца Божи да се наречеме дека само затоа што сме поверувале дека сме во Божјото семејство, него дека сме деца. И деца ќе видиме. И пастор од 70-80 години, кој што можеби 60 години служил, тоа е дете Божје се уште. И на детето стално му треба полука. На детето стално му треба Господ да му го управува патот. Стално му треба насока, стално има нешто ново да научи. Не знам да Библијата некојаш да пише дека некојаш ќе престанеме да бидеме деца. Не.
Цело време сме Божи деца. И затоа сакам да кажам дека постои опасност од тоа да мислиме дека ете имаме искуство со Господ, па некако ние знаеме како треба да си живееме нашиот христијански живот. Ако нешто знаеме дека, ако сме научиле нешто како да го живееме христијанскиот живот, е тоа дека не знаеме како да го живееме и дека ни треба стално водство од Господ. Значи искуството е незаменливо, се разбира дека искуството ќе ни помага, и сето тоа, но ако после 20 години христијанство или после 30 речам, јас знам како да живеам, не ми требаше Господе, што сме направиле? Сме се откажале од Исус. И многу пати можеме да видиме дека го правиме тоа. Многу пати јас можам да кажам дека со некој искуство што имам, посебно во областа кај што имам некој искуство, дали било тоа духовна, можеби и недуховна, не го барам толку Господ. За жал. И најверојатно Господ кога ми зборува не ми е увото, духовното уво наклонето да слушнам и да послушам. Но во моментите кога Господ ќе ме подсети, и тоа како гледам дека ми требало, многу пати ме подсеќа ме остава да треснам од земја и да рече, кај одиш само? Ајде сега од почеток да почнеме ова. Нели тоа во својата милост и во својата поука, за тоа дека сака да не поучим, но никогаш не можеме да речеме дека нас не ни треба Божиот глас за водство. Колку и време да сме христијани. И третата група на слушатели се тие што слушаат со добро и чисто срце. Во Лука 8:15, кога Исус се кажува параболата за семињата и за типовите на земја, вика: а тоа што падна на добра земја се тие што го слушаат Словото и го чуваат во добро и чисто срце и донесуваат плод во трпение. Штом го рече тоа извика: кој има уши да слуша, нека чуе. Значи, кој донесува плод? Оние кои што го слушаат Словото, кои што го слушаат Господ како говори, отворени се, немаат што да кажат, немаат, ама јас Господе, знаеш толку правев ова, правев она, правев. Не, во чисто, бел лист. Така, ако има веќе начкртано нешто на листот, дури нешто да се напише и нема да биде разбирливо. Но работата е, ние треба нашето срце да биде бел лист, за која ќе дојде Словото, да падне на чиста земја, на чист бел лист, да го чуваме и тогаш ќе дадеме плод. И како што напомнав повеќе пати, тоа треба да се случи во целиот наш живот, во секоја една сфера. Ние треба да имаме чисто срце, срце кое што не е со тоа, јас знам, јас можам, јас сум го правел ова, толку години тоа, него не. Чисто срце, до кое ќе падне Словото, зашто Господ стално има нови предизвици за нас. Стално има нешто ново да не научи. Стално, дури да сме до некоја си ниво, или така, не знам дали можам да го наречем како ниво, но дури ако имаме веќе добар однос со Господ, сме имале доверба, знаеме да го слушаме Словото, Господ се повеќе и повеќе сака да не приближи до Него, да не научи, да ни се открие, можеме да речеме. Затоа што Павле вика, сега гледаме како ни согледало, матно, така, знаеме дека Божјата љубов е огромна, но не знае, и во самата Библија пише, не знаеме целосно колкава е. Значи, на моменти, многу пати осеќаме, но не знаеме колкава е Божјата милост. Вика, ќе ја спознаеме кога ќе одиме на небото, затоа што е многу, многу поголема, че ние можеме да разбереме. Знаеме дека милоста Негова е голема, дека е преголема, дека е нова секојдневно, но верувам дека ако не знам дали ќе има така, кога одиме на небото, да видиме фактички колку пати Господ не љубел или бил милостив, јас мислам дека во тој момент ќе речам, Господе, не сум за тука. Или како можеше да ме трпиш, може да се рече, како можеш покрај овие работи што ги правев, јас сепак да дојдам тука. Сега гледаме, вика, не целосно. И Господ сака тука дори сме на земјата повеќе да ни се открива. Но тоа нема да се случи ако ние речеме, еве, јас знам, не ми треба ништо ново од тебе.
Можеби нема да го речеме така со зборови, со мислено, но самото тоа дека не прифаќаме, дека не сме спремни за нешто ново, дека не сме спремни да бидеме поучливи, самото тоа на некој начин нашиот став му го кажува на Господ дека Господ јас научив доволно за тебе. Ајде да видиме која е важноста да се биде добар слушател. За да се биде добар слушател, вика тоа е основа, да се биде благословен е основа да се биде добар слушател. Во Матеј вика 13 глава 16 и 17 стих вика: вашите пак очи се блажени бидејќи гледаат и ушите ваши бидејќи слушаат. Зашто вистина ви велам, многу пророци и праведници сакаа да видат што гледате вие и не видат, и да чујат што слушате вие и не чујат. Така, за да се добие благослов од Господ, потребно е да слушаме. Низ целата Библија, нели, ќе прочитаме понатаму и други стихови, ни кажува дека самата вера доаѓа од слушање. Господ едноставно така работи. Дава слово, ние го прифаќаме, веруваме, действуваме во однос на тоа слово и сме соучесници. Гледаме како чуда се случуваат. Гледаме како благословите врз нас или врз другите се случуваат и се умножуваат. Едноставно така Господ го направил. Така сака да работи со нас. Второ, да се слуша е потребно за да се има спасоносна вера. Во Римјаните 10:14 до 17 кажува: но како да го повикаат оној во кого не поверувале? Како пак да поверуваат во оној за кого не слушнале? А како да слушнат ако нема кој да проповеда? А како да проповедаат ако не бидат испратени? Како што е напишано: колку им се прекрасни нозете на оние кои благовестуваат мир, што го благовестуваат доброто. Но Евангелието сите не го послушаа, затоа Исаија вели: Господи, кој поверува во она што го проповедавме? Зашто верата доаѓа од слушање на пораката, а пораката од Божјето Слово. Амин. Значи, повторно, самата вера, самата спасоносна вера, нели излегуваме можеби по улиците или им зборуваме на блиски и гледаме дека многу пати не слушаат, но не поверуваат. Односно не се отворени да Божјото Слово падне на добра земја. Затоа што тие веќе знаат, имаат измешано традиција, вера, суеверие и ред 500 други глупости и гледаме дека не дава плод. И знаеме дека, јас знам дека во мојот живот и во животите на други што дошле при Господ, дека тоа биле моменти кога сме река: Господе, немаме ништо. Кога знаеме дека немаме ништо да му понудиме на Господ, кога знаеме дека во споредба со Него сме едноставно ништо, дека нашето знаење не вреди, во тие моменти јас верувам, јас знам дека во тие моменти го примив Господ. Во тие моменти тоа слово кое што падна даде плод. Така да, но тоа се случува преку слушање. Тоа се случува преку проповедање, тоа се случува преку кажување на Евангелието, на луѓето, на блиски околу нас, кои што се дали роднини, фамилии, пријатели, колеги, луѓето од околината во градот. Верата доаѓа преку слушање. Но какво слушање, нели? Не реков, знаеме дека многу пати сме зборувале и дека тоа паднало како тука паѓа, не оди понатаму. Затоа што тие луѓе немале отворено срце, немале чист, не бил листот чист, бил ичкртан со секакви глупости. И до моментот додека не се отфрлат тие работи кои што ги знаеме, нема да слушнеме. Нема да слушнеме пораката. Во самата Библија Исус кажуваше, потоа во посланијата е напишано многу пати. Верата доаѓа од слушање, значи потребно е да слушаме за да имаме спасоносна вера.
исто така потребно е да слушаме за да можеме да донесуваме плодови. Нели кога прочитавме малку претходно за делот од параболата за семето, кој донесе плод? Вика, тоа е тоа што падна на добра земја, тоа се тие кои што го слушаат словото и го чуваат во добро срце и донесуваат плод во трпение. Штом го рече тоа, извика, кој има слуши да слуша, нека чуе. Може би тоа е разликата кој што прави еден човек да има плод од неговата работа и да нема плод. Или може би да речеме една од разликите. Може би тоа е една од разликите кои што мене или тебе те прави во одреден период од животот, во одредна епоха да имаш плод и да немаш плод. Тоа дали слушаш добро. Едноставно можеме да видиме како некои луѓе работат за Господ и има плод од тоа. Тоа е најверојатно затоа што тие луѓе го слушаат вадството на Господ. Го слушаат Словото, го запазуваат и действуваат од него. И многу пати ако мислиме дека немаме плод, дека не се гледа плод од нашиот живот, може би тоа е затоа што не го слушаме, може би затоа што Господ зборува, но ние се сме зафатени со нашите работи, со нашите начин на живот, со нашето знаење. Така да нека да се испитуваме, нека да бараме од Господ, од Духот да ни открива, како што кажав на почетокот, најверојатно на повеќето од нас кога ќе се запрашаме дали сум добар слушател, ние се викаме да, но реалноста може да е многу подруга. Реалноста може да е дека многу сме тапи и бавни во слушањето. И сите овие работи, може би, како што спомнав, плодовите, може да кажат. Самата Библија кажува, дека тие што донесоа плод беа тие што слушаа со добро и чисто, слушаа и го чуваа во добро и чисто срце. Значи, прво мора да се слушне. И четврта работа е зошто е добро да слушаме. Вика, тоа е важно за да не почнеме да паѓаме. Во Евреите 2 глава 1 до 3 стих вика: затоа треба да бидеме нарочно внимателни кон она што го чувме, за да не отпаднеме некако. Зашто ако реченото слово преку ангелите се покаже верно, и ако некој престапи и секоја непослушност прими праведна казна, како ли тогаш ќе се излечеме ако занемариме толку големо спасение, кое најнапред проповедано од Господ се потврди од оние што беа чуле од него. Амин. Значи, многу е важно, дури доаѓа до можност, не тоа можеме да речеме, па добро, немам плод, се живеам. Не сум, можеби, не ни сакам да бидам многу активен, ајде така да речеме, во црква или во Божјата работа, но таа апатичност и не сакање да бидеме поучувани од Господ, да одиме напред со Господ, да растеме во Господ, не само што ќе не направи да седиме во место, него ќе направи да одиме и надолу. Имаме една изрека која што многу рано во мојот христијански живот, можам да речам, ја слушнав да кажува животот на христијанинот е како риба која што плива ама во река. И само за да оди рибата, само за да стои во место рибата, мора да плива, така? Инаку ако не плива, реката ќе ја повлече надолу. Значи, само за да стои во место, треба да прави некои движење, треба да плива. А ако сака да оди нагоре, треба малку повеќе да се потруди, малку повеќе да исподи. Тако, пример, што знам ако потребите. Најверојатно не, ама. Така и ние многу пати ако мислиме дека стоиме место, најверојатно не стоиме во место. Најверојатно одиме надолу. Јас во моментите кога сум мислил дека стојам во место, дека не правам ништо ново со Господ, не растам во него, не се сближувам со него, не го барам Господа, во тие моменти јас се сврвидов дека јас не сум стојал на место, јас сум одел надолу. Мојот однос, моето срце се изладувало. Така да, тука веќе во Евреите зборува веќе за опаѓање, за тоа. Затоа многу пати луѓето
гледаме идат во црква, гледаме дека не ги прават овие работи, не барат Слово Божјо да ги води, не сакат да се активни, не му е отворено увото кон Господ и гледаат дека се викат па нема ништо тука, не се случува иста црква како сите, но тоа е индивидуално. Тоа Господ пример, окей, зборува како можеби некош на црква, но Господ зборува на секое срце. И баш тие луѓе гледаме дека можеби ќе посадат некое време во црква и за жал си заминуваат затоа што не сакале да слушнат од Господ, затоа што не сакале да бидат поучувани од Господ. Затоа што си го задржале, дошле во црква со тоа што го имаат, си останале во црква со тоа што го имаат, со нивното размислување, нивните начин на живот и се не примиле ништо од Господ, не оделе напред, не се зближувале со Господ и се рекле па нема ништо тука и најверојатно ќе напуштат црквата. Така да пазиме од тоа да бидеме апатични, да бидеме млаки, многу пати во Библијата го зборува тоа млак, нишчежен студен млак. Тоа е многу опасна ситуација кај што можеме да се најдеме. И можеме да се најдеме баш ако не го слушаме Господ. Баш ако не го слушаме Словото, ќе се најдеме во ситуација кај што ќе бидеме млаки. Ајде да видиме неколку чекори како да бидеме подобри слушатели. Една е да го направиме слушањето како дело на обожавање. Господ подеднакво можам да речем, или ајде да не тргам на кантер, но го сака послушноста. Дури можеби, ќе речем и повеќе од славењето, колку што е мугално, можеби повеќе од молитвата. Сака послушност. Знаеме дека, како што спомнав на почеток, Адам и Ева отпаднаа поради непослушност. Знаеме дека Саул, кој што знаеше подобро од Господ, си мислеше дека знае подобро од Господ, беше тргнат како цар заради непослушност и многу други. Знаеме дека Мојсей не влезе во ветената земја заради непослушност. На Господ верувам дека му е една од најважните работи. Исто како што мене ми е важно моето дете да ме слуша. Така, што ми е полку детето само да ми бара, дај ми, или да ме слуша. Секако дека подобро ми е да ме слуша. Јас секако дека знам што е добро за него, ќе му дам дури без да бара. Но ако не ме слуша, не верувам дека на некој ете како родител, кој што е родител, му било драго кога не бил послушан, нели, од своето дете. Значи затоа некако треба да го сватиме дека слушањето, послушноста на Господ треба да го сватиме како обожавање, како нешто што ние можеме да му го вратиме на Господ, нешто што ние можеме да направиме заради сето тоа што тој го направил и го прави за нас. Затоа би го нарекол како дело на обожавање, како дело што нешто премногу му е важно на Господ. Како што кажав, гледаме колку пати, посебно во Стариот Завет, како луѓе поради непослушност отпаднале од целта која што Господ имал со нив. Така нека слушањето го направиме дело на обожавање. Втора работа е тоа да слушаме од почеток до крај. Односно да слушаме, пак е поврзано со тоа, нели, со скокоткањето на ушите, да слушаме и во целосен контекст што Господ сака да ни зборува конкретно во таа ситуација. Затоа што сите знаеме да си ги изманипулираме, да си ги извртопериме зборовите, можеби зборовите кои што се директни од Господ, знаеме да си ги извртопериме затоа што многу пати можеби не ни одговара на нас, не е по нашиот карактер, ќе побара малку повеќе труд од нас, ќе побара нашата гордост да ја повлечиме, да ја стисниме, да ја ставиме во ѓош. И ќе викаме, бе, чекај, Господ така рече, ама да не мислеше малку вака и инаку, да не е сигурно така, не мислеа како да е за така, така, да. И ќе си фатиме малку, ќе си ги извртиме зборовите и тоа е од огромна важност. Значи, кога ќе слушаме, да слушаме од почеток до крај, да во целиот контекст,
смислата, колку да не им изгледа логично, колку да не им изгледа правилно. Ако слушнеме Божји глас, потребно е да го слушаме така како што е, на начин на кој што е. И можем да видиме во Библијата дека многу пати Господ кога ќе дадел глас до некој пророк, можеби, тоа е слово, до некој пророк или до апостолите, гледаме дека многу пати не било баш логично. Така не било баш логично Мојсе да поиди на фараонот, на тогашната најголема империја во тој дел од света и да му рече пушти го народот кој што ти работи, пушти. Не било логично. И Мојсе морало да го свати тоа, дека немам ја што да размислувам дали можеме ние, дали со војска, дали ќе се побунат, дали како ќе направам. Јас многу пати паѓам во таа грешка. Кога нешто треба да правам и сакам да размислам целосно како ќе оди целата ситуација, од почеток до крај. И тоа многу пати знае да ми е падни верата. Онака почнувам да размислам, чекај, дали имам јас знаење за тоа, дали имам ресурси, чекај, не сум јас таков карактер, дали другите ќе направат или... И почнувам да размислувам и гледам дека веќе сум се оддалечил од тоа да бидам чисто послушен на Господ. Сум се оддалечил од тоа да моето срце без да размислува дали треба, дали можам, дали не можам, затоа што ако Господ ми го дал словото, се разбира дека тој ќе ми даде и сила, и начин, и се за да го направам тоа. Така да нека да не биде како поука. Ете, јас кажам многу пати тоа во мојот карактер си го гледам дека сакам да сите работи да ги знам, сите коцки како ќе се сложат за да испадне таа работа, а тоа посекако не е чиста послушност кон Господ, кој што Господ ја бара. Затоа што сепак Господ е Господ на чудата. Што не може Господ да направи? Така немојте да гледате на вашата сила, немојте да гледате на вашите способности, немојте да гледате за тоа колку сте паметни или непаметни, или силни, или влијателни, или немојте. Затоа што не е до нас, не е до мене, не е до тебе, него до Господа. А Господ ќе го ограничиме ли? Ќе го ограничиме да речеме не може да го искористи тој човек за да направи тоа? Не може да ми искористи мене затоа што сум слаб, затоа што сум можеби непаметен, можеби... За Господ многу пати го кажуваме дека се е возможно, но работата е да веруваме во тие моменти кога Господ ќе ни даде слово дека се е возможно. Дека не на моите сили, дека не на моето знаење, дека не на моето искуство, него на Божјето чисто водство, него на Божјата сила. На него да се надеваме. И четврта работа е слушај со цел да делуваш. Ќе прочитаме од Езекиел, 33 глава, 30 до 32 стих. А за тебе, сине човечки, синовите од твојот народ прикажуваат покрај зидовите и пред портите на куќите и се велат еден на друг, брат на брат. Одете и дознајте какво слово дојде од Господ, и тие ќе дојдат кај тебе, како на собрание народно, и мојот народ ќе седи пред лицето твое и ќе ги слуша зборовите твои, но нема да ги извршува, зашто тие од тоа в устата своја си прават шеги, а срцето нивно се управува од нивната лаковост. Па ете, за нив ти си пееш со пријатен глас и кој убаво свири, тие ги слушаат твоите зборови, но не ги исполнуваат. А кога ќе дојде тоа, а еве веќе иде, тогаш ќе познаат дека меѓу нив имало пророк. Значи, што во тоа време имало луѓе кои што сакале, кои што му убаво да слушат. Нели, но јас многу пати сум бил сведок на тоа дека луѓето дошле во црква кои што не биле обратени и му се допаднало тоа што слушат, кои што гледале навистина супер и втор пат можеби гледале супер, убаво збориш и трет пат и четврт пат и пет, но гледаш дека ништо тоа не прават. Значи во тоа време имало такви луѓе и денес има такви луѓе кои што слушаат, кои што му се допаѓа, но не делуваат. Нели во Јаков кажува бидете извршители на словото, не само слушатели. На многу места е кажано се супер ако слушаме, ако го јас го разбрав, но Господ зашто зборува? Господ мене ми зборува за мојот живот за да направам нешто.
не зборува само чисто онака да убави идеи, убави мисли, во тој момент да се почувствуваме убаво, не. Господ конкретно кажува нешто заради некоја цел. Господ стално има цел која зборува. Господ не зборува туку така. Особено ако слушнеме слово од Господ, ако знаеме дека од него, знаеме дека не е туку така. Знаеме дека има некој план и има некоја цел за тоа. Дали да не поучи, дали да конкретно да не употреби за некоја работа која што сака да ја направи, сака нас да не потреби. Но никогаш Господ не зборува чисто туку така, да не биде убаво или не. Господ има стално цел. И потребно ако добиеме ние некоја слово од Господ, да го извршиме. Само така би биле послушни и угодни и мили, можем да речем, деца Божи. Само ако го извршуваме Словото. И на крај да привршуваме, значи да се биде добар слушател е од огромна важност во нашиот живот. Важно е да сме добри деца Божи, важно е да донесуваме плодови кои што се Божи, важно е за да растеме од Господ, важно е за да не отпаднеме. Ако бидеме послушни деца Божи, ќе можеме да ги примиме благословите од Господ, ќе бидеме благословени, нашиот живот ќе биде благословен, но исто така и ние ќе можеме да бидеме благослов за другите. И Господ ќе завршам со еден стих, кој што го кажува самиот Господ, во Лука 9:35 вика: "Овој е мојот возлюбен син, него послушајте го." Така да, Господа ви благослови, уште еднаш ви благодарам за поканата. Навистина ми е убаво кога ќе бидам тука, фалам на Гораната што ме покани да споделам, се надевам дека